Договорот за кој што треба да се изјасниме е висок патриотски чин, носи иднина за државата и за сите граѓани. Овој договор го гарантира македонскиот идентитет. Македонски народ, македонец, македонка, македонски, обезбедени еднаш за секогаш. Премногу долго бевме во изолација, заробени во безперспективноста, безнадежноста, без никакви шанси и изгледи да тргнеме напред и да обезбедиме просперитет и иднина, како за нас, така и за нашите деца. Ова се нови просперитетни времења за Македонија и за низините граѓани. ВМРО ДПМН прво треба да расчисти со криминалот во сопствените редови и да земе учество во овој процес, кој ќе овозможи граѓаните сами да одлучат за европска, односно македонска европска иднина. ВМРО ДПМН мора да сврти нова страница, доколку сака да фати чекор со светлата иднина на нашата држава. Нашата придобивка од договорот, што го потпишаа владите на Македонија и на Грција, е бесценета. Добиваме зајакнат идентитет и гаранција за безбедност, стабилност и просперитет на иднина на нашите граѓани. Меѓутоа, потпишувањето на договорот е само првиот чекор кој води кон она што нашите граѓани го заслужуваат и 27 години го очекуваат. Следува ратификација на договорот, која што ќе обезбеди покана за членство на Македонија во НАТО и датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Потоа, обезбедуваме можност граѓаните на Република Македонија да се изјаснат на референдум за ова многу важно и историско прашање. Самите непосредно да одлучат за иднината на сопствената држава. Овој народ заслужува сам да се изјасни за иднината на сопствената држава, за својата сопствена иднина и за иднината на своите деца. Како држава и ние како собрание и пратеници имаме историска шанса да го трасираме нашиот пат кон Европската Унија и НАТО и да создадеме успех за нашите граѓани. Ова е шанса заеднички да создадеме простор нашите млади генерации, својата иднина, својот напредок, да ги градат и да ги создаваат во својата собствена држава. На тој начин обезбедуваме безбедност и стабилност за земјата, гарантираме силни институции, правна држава и еднакви шанси за идните генерации. Нема враќање назад кон мрачното време на страв, омраза, понижени граѓани и изолација. Македонија тргна напред. Живееме слободно, поврзани со светот, градејќи демократско и економски развиено општество за сите. Велиме да за македонската иднина. Ви благодарам. Повелете дали имате некое прашање? Ви благодарам многу на вниманието. Молам? Ратификација со европско знаменце имало, видите ги дневните редови, имате договор ратификација и со Босна и Херцеговина и со Германија и така натаму. Ратификација со европско знаменце имало, меѓутоа по европски документ од овој договор за нашата држава нема и заради тоа ја прифативме одлуката на владата на Република Македонија да стави европско знаменце на овој договор. Јас знам што ќе се случи до оној момент, додека ние сме определени цврсто да го поддржиме овој договор, да го ратификуваме, затоа што ратификацијата на договорот е услов за почеток на или датум за преговори со Европската Унија и членство во НАТО. Не е услов потпишување или не потпишување на указот. Јас искрено се надевам и сите овдека што сме собрани искрено се надеваме дека председателот на Република Македонија конечно ќе се одважи да го почитува Уставот на Република Македонија. Јас ќе ве замолам да го прашате него,
затоа што имавме две гласања. При гласањето за скратена постапка тој стегна црвено, меѓутоа при гласањето за дневниот ред на кој што е таа точка стегна зелено. Моје чувство дека беше грешка, меѓутоа не можам да зборувам во негово име. И разговарав, мислам, има обврски човекот, затоа моментално не е тука, меѓутоа ќе го прашате, ќе ви одговори. Жалиме многу што опозицијата не учествува, бараше дебата, ќе има дебата денеска на комисија, ќе има дебата денеска на седница, значи дебатата е отворена, затоа се даде време и за поднесување на амандмани и за почеток на комисиска дебата. Ние се надеваме дека по дополнителните консултации нашите колеги од опозицијата ќе се вратат, затоа што ова е местото каде што треба да ги дебатираме сите про и контра наши ставови во однос на ратификацијата на договорот, односно како чекор кон доаѓање на она што цел народ, сите граѓани на Република Македонија го очекуваат, слободно изразена волја на референдум. Закажувањето на комисиите е работа на председателите на комисиите. Закажувањето на седница е работа на председателот. Не бев јас на координација кај господинот Џафери. Не, чека да завршат комисиите, по завршување на комисиите ќе донесе одлука, секогаш е така. Не, до овој момент не. Не е тоа точно. Значи, денеска опозицијата ја злоупотреби и говорницата во салата, и оваа говорница, за да пласира тези кои не се така, за да пласира невистини, за да пласира манипулации, и јас жалам за тоа. Времето ќе покаже дека ова што ние го правиме е во интерес на целата држава и на сите граѓани во Република Македонија.